Не реплицираме никого. Добро, благодарам професорке, осно почитувана председателке, почитувани колеги, колешки, почитувани представници на невладиниот сектор. Најнапред сакам да истакнам дека јас не сум формално правно член на оваа комисија, но ќе ја посетувам мислата секогаш кога ќе имате седници. Од проста причина што сметам дека како пратеник по прв пат во ова собрание, сакам да дадам допринос во смисла на промена на мајндсетот на сите нас пратениците, бидејќи не е пријатно да не од мене, туку од оние кои што не гледаат да имаме 20 дами во оваа сала и 1-2 джентълмени, условно кажано. Сметам дека оваа комисија е многу битна за промена на начинот на размислување на општеството во Македонија, бидејќи ние се стремиме да одиме од едно ниво на ниво погоре и тоа треба да го правиме заедно сите, и мажи и жени, или како што вие милувате, и жени и мажи. Сметам дека не треба да се постават работите во овој пратенички состав као некој нешто бара, па другиот треба да му дозволи. Сметам дека треба да работиме сите заедно за доброто на општеството, бидејќи ние кои што сме мажи, сме родени од жени, имаме жени, и сметам дека сите ние ја цениме женската природа и сите способности кои што ги има жената како човечко суштество. Но кога ќе излеземе од дома, сите ние сме еднакви, сите имаме здрав разум и сите сакаме да допринесеме кон ова општество да оди чекор понатаму. Така што јас, како што кажав, ќе ја посетувам оваа комисија со цел да не се створи позиција на феминизам, туку да се створи една состојба на еден општ напредок на општеството, преку тоа што преку дискусиите овдека во вашата комисија и на другите комисии ќе придонесеме да сите оние кои што не гледаат сватат дека мажите и жените заедно го движат ова општество и тоа така треба да биде. И се надевам дека во приватни конверзации со останати колеги пратеници и од власта и од опозицијата ќе се потрудиме да оваа сала биде пополна следниот пат, бидејќи ние едноставно мораме да разговараме, да им погледнеме на работите во очи, да сватиме дека феминизамот треба да стане на страна, дека овој машки свет треба да стане на страна и дека едноставно треба да дадеме пример за граѓаните во ова општество. Бидејќи ако граѓаните гледаат оваа комисија, примерот ќе биде многу лош, бидејќи структурата на пратеници и пратенички е сериозно нарушена. Така да јас ве поздравувам сите, ви честитам на почетокот на работата на вашата комисија, професорке. Во вас полагаме голема надеж како човек за и борец за еднаквост во општеството помеѓу сите чинители и се надевам дека следните комисии ќе имаме така една по-благопријатна атмосфера за дискусија на конкретни точки кои што ќе бидат за и ќе символизираат и промовираат еднаквоста помеѓу половите, а нема да се прејудицира ниту еден пол напред или позади. Благодарам многу.